Продолжуваме со работа. Точка 6. Предлог програма за измена на програмот за поставување на урбаната опрема на подрачјето на општина Гевгелија. Представникот присутен, повелите. Почитуван председател на Совет, почитуван членови на Совет на општина Гевгелија, измената на годишната програма за поставување на урбана опрема на општина Гевгелија се прави заради тоа што во делот на самостоечки паноа се додава делот самостоечки рекламни паноа билборди со локации на кои ќе бидат поставувани рекламните паноа. Исто така се прави и измена во потребната документација за издавање одобрение. Потребно е да се, освен основниот проект, да се изработи и геодетски елаборат за утврдување на точната местоболожба на рекламното пано или билборд. Благодарам на излагањето на представникот. Да отворам претрес по точката. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи нема, заклучувам претресот. Се јавува за збор. Благодарам, председателе. Само една техничка исправка на точката број 6. Треба предлог одлука за измена на, затоа што внатре во содржината вели предлог одлука за измена на програмата за поставување на урбана опрема, а на наставната страна е предлог програма за измена на програмата. Не е предлог одлука за измена на програмата. Благодарам. Благодарам вам. Друг за збор? Нема. Бидејќи нема, оставам точка 6. Предлог програмата за измена на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Гевгелија. Ставам на гласање. Кој е за? Едногласно од присутните. Благодарам. Се извинувам, не погледнах. Кој е за? 13? 12? Да, беше за. 12 за. Против? Воздржани? 5. Благодарам. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка 7. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2, лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП 941 и КП 945 КО Негорци, општина Гевгелија. Представникот повелите. Почитувани советници, оваа приватна иницијатива од Друштво за производство трговија и услуги ФАМЕР СЛТД од Гевгелија. Се работи за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план со намена да се градат објекти од типот на лесна и помалку загадувачка индустрија. Катастарските парцели се во негова приватна собственост. Она што е потребно да се отпочне постапката и е заклучено од Комитетот за урбанизам е дека има пристапен пат до овие две катастарски парцели, даден е опфатот, собственоста е комплетно целосна приватна и со одлука на Совет за прифаќање на оваа иницијатива ќе започне изработката финансирана од собственикот на катастарските парцели на проект во опфат. Благодарам за излагањето. Отворам претрес. Силва. Благодарам, председателе. На 12 февруари ова година до општина Гевгелија е доставена иницијатива за самофинансирање на урбанистички проект во опфат на урбанистички план со намена Г3. За ова се отвара предмет со деловоден број 11/127/1. За истата иницијатива се изготвува записник од секторот за урбанизам со деловоден број 11/127/2 од 12 февруари ова година. Потоа следи нова иницијатива од подносителот
која нема приимен штембил, а се менува намената во Г2, и за истата има записник со деловоден број 11/127/4 од 20 февруари оваа година. Оваа точка беше вратена од седница на Совет поради формално правни недостатоци. Во материјалите што ги добивме за оваа седница, иницијативата со намена Г2 е од 24 февруари оваа година и е со деловоден број 11/127/4 и за истата има записник од сектор урбанизам со број 11/127/5 од 24 февруари. Согласно уредбата за канцелариско и архивско работење, еден предмет добива основен број, во овој случај 11/127, а во понатамошното движење на предметот, сите прилози и документи што се составен дел на предметот се бележат со подбројби. Во овој случај, во овој предмет, има ист деловоден број со подброј за два различни документи. 127/4 е записникот од урбанизам, 127/4 е иницијативата што е денеска пред нас. Сето тоа е спротивно од одредбите на Законот за канцелариско работење и целата документација подлежи на инспекцијски надзор од управен инспекторат, чија должност, меѓу другото, е вршење надзор на прописите за канцелариско работење. Спротивно на законот е ист деловоден број со два различни документи, што подвлекува казна за имателот на документацијата. Значи, исправки во деловодникот не се дозволени, бришење, само може на бројот што е спорен да се стави забелешка, да се подпише имателот на таа документација и да си оди со континуитет на подбројбите. Дали ме разбраш? Ме разбраш? Да, јас го разбрав. Ставете ги прашањата, па на крај ги добиете одговор. Толку. Благодарам. Имаше прашање, повелете. Прашањето се однесува за архивското работење, не се однесува за тежината на иницијативата. Тука јас не можам да одговорам, тоа е колешката што го работи овој предмет, која ги заведувала документите, е направила пропуст. Значи, па сега тоа знам во укажување, меѓутоа секој предмет има одговорен советник што го работи. Советникот кој ни го спрема, го заведува бројчето и го носи на архиварот на деловодникот, направила грешка. Мислам, јас, кога дојде до комисијата, за тој детал не го приметив да можам да реагирам на советничката. Да. Ќе биде вклучено пред објавување во службен гласник, тие корекции секој ќе бидат направени. Друг некој за збор, повелете? Нема. Доколку нема, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? 13, 14. Сега сме едногласни. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка 8. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за изработка на изменување и дополна на блок 19 од урбанистички план за село Пердејци, општина Гевгелија. Представникот. Исто така, и оваа точка се однесува за прифаќање на иницијатива, овој пат за измена и дополна на блок 19 од урбанистички план за село Пердејци. Ова е приватна иницијатива поднесена од Игор Дименски, кој дава изјава дека во трошковите за изработката на оваа измена целосно ги поднесува, а причината поради која се прави оваа измена е бидејќи тој е собственик на две градежни парцели во планскиот опфат на блок 19, кои со урбанистичкиот план за село имат намена А1. Намерите се да со измената овие парцели добијат намена А4 временно сместување. Толку?
Отворам претрес по предлог одлуката. Повелите кој ќе се јави за збор. Демерџиеви. Благодарам, ќе бидам кратка. Точката ни е дадена на ден на седница. Немаме време ни за разгледување, ни за анализирање на материјалите. Меѓутоа, бидејќи е приватна иницијатива и има согласност од комисијата формирана од страна на урбанизмот, како и сите други досега, ќе ја поддржиме само од тие причини, а не дека имавме доволно време да ја разгледаме. Благодарам. Друг некој? Нема. Бидејќи ја нема, бидејќи не се јава никој друг за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно од присутните. Констатирам дека предлог одлуката е усвоено. Сега веќе е точка 9. Информација за извршување на одлуката за подигање спомен обележје скулптура на Илија Џаџев. Представникот повелите. Почитуван председател, почитувани советници, точката се однесува на информација за извршување на одлуката за подигање спомен обележје скулптура на Илија Џаџев. Значи, хронолошки ќе го објаснам процесот на овој процес на донесување на подигање спомен обележје. Врз основа на одлуката за подигање на спомен обележје скулптура на Илија Џаџев, како и врз основа на одлуката за формирање на одбор за подигање на спомен обележјето, беше кој што се изгласа на седница на Совет во септември, се одржа првата седница. На првата седница се утврди текстот за објавување на овој јавен оглас. Беше утврден текстот, јавниот повик за идејно решение за ова спомен обележје беше објавено во два дневни весника, Вечер и јавен и Слободен печат, во законски рок од 30 дена. Во овој рок пристигнаа две идејни решенија. Едното идејно решение со шифра Софија на авторот Перо Кованцалиев и идејен проект под шифра Еклипса на авторот Дамјан Ѓуров. Секој од овие идејни решенија содржаа специфични карактеристики, своји обележја, карактеристики на самиот автор, кој што согласно одредбите и член 15 од Законот за меморијални споменици и спомен обележје, идејните решенија беа објавени на веб страната на официјалната веб страна на општина Гевгелија, а макетите, односно 3D верзиите, беа објавени во холот на општина Гевгелија и согласно наведеното, одборот предлага да се подигне спомен обележје скулптура на Илија Џаџев. Според идејниот проект, според гласовите на одборот, најмногу гласови имаше идејниот проект на ликовниот уметник Перо Кованцалиев, односно идејното решение со шифра Софија. Благодарам на исцрпното излагање. Отварам претрес по информацијата. Дали некој се јава за збор? Нема, бидејќи нема ја затварам расправата. Преминуваме на точка 9. Благодарам на представникот. На точка 10, пардон, сега. Информација за амбиенталниот воздух во Гевгелија и кои мерки ги има преземено општина Гевгелија за да граѓаните имаат почист воздух. Дали предлагачот на точката има потреба од воведно излагање или представникот на општината ќе образложи информацијата? Вие, советничка група. Проект. Барањето за ставање од дневен ред беше ваше. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, значи председателе, имате грешка во терминологијата и тоа што го користите во контекст на оваа точка. Значи, ние като советничка група имавме иницијатива да дадовме за ставање на точка на дневен ред, а изготовувач на информацијата се знае кој е.
пишува на последната страна Општинска инспекција за животна среда. Значи, наше е да инициираме точно, ама тој не е предлагач, иницијатор. А вие ти изработите да пишува Општинска администрација. Во материјалите добиени стои предлагач, советничка група на СДСМ. Благодарам, председател, затоа на претходната седница ви реков дека председател сте должни да ги преведувате материјали. Не да ги прочитате од збор до збор, буква до буква, како што вие рековте, ако не можете, апсолутно јас се согласувам, меѓутоа во тој дел да ние како предлагачи, еве јас како член на Советот од СДСМ, еве тука представник, нека каже дали еднаш сум консултиран за овој текст. Што го имам како предмет на дневен ред. Јас велам не, одговорно. Така да ние немаме што да дискутираме како предлагачи. Ние бевме иницијатори до вас како председател на Совет да ги ставите тие две точки. Рековте, ова е да ставите денеска, наредните ќе биде на некој од наредните. И тоа го разбираме, благодарам. Според представникот на општината, околу информацијата повелите. Почитувам председател на Совет, почитувани советници. Точка на дневен ред на денешната седница е информацијата за амбиенталниот воздух во општина Гевгелија и кои мерки ги има предземена општината за истата. Материјалите ви се на сите доставени во писмена форма. Дискутиравме, разговаравме и на комисиското излагање пред 2 дена. Доколку имате прашања дополнително, ви стојам на располагање. Благодарам представникот. За збор отворам претрес. Силва па Демерџиева. Благодарам, председателе. На комисиите во средата беа поставени 3 прашања до вас во страна на колегата Попов. Одговор добивме на 2 и со истите одговори вие значи имате алиби за некој случување во општина Гевгелија затоа што не се во ваша надлежност, тоест не се во надлежност на Општинскиот инспекторат за животна средина, туку во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина. Од страна на колегата Попов беа упатени прашања кон предлагачот на оваа точка, советничката група на СДСМ. Извинувам, сега сте предлагачи или не сте? Пред малку добивме објаснување дека не сте. Јас според материјалите кои не беа коригирани на комисии. Председателе, значи на комисиите, да, деловодникот за работа на Советот на општина Гевгелија треба да го знаеме сите советници. Најмногу вие пак како председател на Советот. Во деловникот за работа на Советот на општина Гевгелија во член 121 вели: Комисијата има право од предлагачот да бара известување, појаснување, како и други податоци што му се потребни за работа, а со кои предлагачот располага или е должен да ги собира и евидентира. Предлагач да дојде точката на дневен ред е советничката на група на СДСМ точно, ама изработката е на општинската администрација. Што се однесува до самата информација за амбиенталниот воздух во Гевгелија, истата е општа со приказ за Република Северна Македонија. А Гевгелија е спомната со една реченица и со неточен податок. Содржината на информацијата не соодветствува со насловот на оваа точка. Информација за амбиенталниот воздух во Гевгелија и кои мерки ги има преземена општина Гевгелија за да граѓаните имаат почист воздух. Благодарам. Благодарам вам, колежка Силова. Демерџиева беше следна. Благодарам, председателе, почитувани колеги, представничка до општината. Еве, јас пак ќе повторам исто како колешката, дека извештајот не задоволува тоа што треба да содржи информации за амбиенталниот воздух во нашиот град. Сега малку да го анализираме, јас ќе речем вака. Велите овде, ќе цитирам еден дел од вашето излагање.
инспекторки. Интернетот во денешно време е само извор на информација, а Министерство за животна средина и просторно планирање е единствен и валиден извор на точни податоци за оваа проблематика. Дали ние сами требаше да бараме информации на интернет? Велите не, меѓутоа Министерство за животна средина не е достапно и на интернет. Живееме во време кога интернет комуникацијата расте, актуелната власт дури воведе и ново Министерство за дигитална трансформација, а вие сега велите ние да не веруваме на интернет. Меѓутоа, јас го демонтирам вашето тврдење и вашата реченица, затоа што на интернет и на нашите паметни телефони имаме секакви информации. Значи, на мојот телефон јас имам апликација на која се вика Мојот здравје и ги содржи моите лични податоци за мојата здравствена состојба. Имам апликација за банката која што располага со моите финансиски средства и ги користам. И да, користам и апликација која што ми дава информација за квалитетот на воздухот и се вели AQI скратено или Air Quality Index и таа информација која што користи цел свет. Еве да, го спомнавте Министерство за животна средина и информациите од таму и да, јас ги зедов од интернет информациите од Министерство за животна средина и тие се тука негде со информациите кои што ги земам од мојата апликација која што секојдневно се ја користам. Нашата иницијатива беше во еден период кога и текако се зборуваше за загаденоста. Јас нема да зборувам како вас за другите градови, ќе зборувам за Гевгелија. И ако не сакате да зборувам од информациите од мојата апликација, јас ќе зборувам од информациите од Министерство за животна средина. Значи, фино си имат изготвено извештај за секој град, за секој месец од тековната година. И вели вака, во јануари 2025 во Гевгелија, во табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри или ПМ10, за месец јануари имаме 15 денови во кои е надминато 24-часовната вредност во тековниот месец, односно горната граница. Јас ќе молам ова да се види на камера, бидејќи ова се официјални податоци од Министерство за животна средина. Значи 15 дена од вкупно 31 од јануари. Бројките нема да ги зборувам, затоа што јас не сум компетентна да зборувам за бројки, меѓутоа доволно ми е информацијата дека 15 дена од јануари е надминат прагот. Сега пак ќе се вратам на вашето излагање овде. Вели, доколку имаме два последователни дена со надминани среднодневни концентрации над 150 мг на метар кубен, самото Министерство дава соопштение за надминување на прагот на алармирање во даденото место и го прогласува како град со, вие рековте, загадување, овој збор не довршен. Но овде во извештајот јас не гледам дека Министерството прогласил Гевгелија како загаден град. Сега на 15 дена се прашувам дали тие биле 1, 3, 5, 7 и така. Значи дали имал два последователни дена. Ако е така, не знам зашто тоа да биде прикриено во информацијата и да не кажете дека Министерството го прогласил Гевгелија како загаден град. Спомнавме мерки во минатото. Еве да ги спомнеме и бројките во минатото, токму од оваа страна и од овој извештај кој што го има Министерство за животна средина. За јануари се такви 15 дена, за февруари се 9, за март се уште немаме. Се вратив назад 24-та. За 24-та во цела тековна година има само 4 такви дена. За 23-та има 0. 22-та 5, 21-та 46, ги анализирав месеците.
летниот период има и зимниот период. 2020 се 24 за цела година и тогаш завршуваме со анализа, бидејќи од 2020 ни е мерните станици. Значи, тоа што сега се случува и тоа што сакаме да го зборуваме и зошто сакаме да го зборуваме, затоа што не само во Гевгелија, и во цела држава и во цел свет загадувањето расте. И не треба да ги молчиме тие факти, него овој извештај што сега јас го спремив, а не требаше вие да ни го дадете и да дадете реална слика дека загадувањето е зголемено, а не намалено. Во делот, да, го спомнавте и правилникот за акцијскиот план со краткорочни мерки за чист воздух, донесен на 19 ноември 24 од 33-та седница на влада. Еве го имам на увид и тоа. И малку паушално ви се наведени некои активности, преземени си некакви мерки, неконкретни. Едноставно требаше вашиот одговор да содржи кои мерки и на каков начин тие ќе ни помогнат да се подобри амбиенталниот воздух. Многу е лесно да кажеме од оваа фабрика малку чади и затоа мириса во градот, меѓутоа ние спроведовме мерка со која ќе го намалиме мирисот. Значи, непотребно го направивте извештајот идеален, ама не е така, за жал. Благодарам. Благодарам и вам. Друг за збор? Петров? Благодарам, председателя, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Точката на дневен ред е информација за амбиенталниот воздух во Гевгелија. Јас сметам дека темата аерозагадување е тема од сериозно значење за народот и животната средина и како таква бара сериозен пристап од сите нас. Но за волја на вистината ни овде на седницата можеме да се обвинуваме дали воздухот во Гевгелија е загаден, дали е малце или малце повеќе загаден или релативно чист за сега. Но обвинувајќи се меѓу себе нема ништо да постигнеме, а доколку сме искрени во намерите, најпрво ќе се признаеме дека ние имаме проблем. Се додека не се признаеме дека се соочуваме со проблем и потенцијална опасност, ние нема ни да бараме решение. За да им биде појасно на граѓаните што значи да се живее со загаден воздух и последиците од него, ќе се обидам малку поопштено да навлезам во темата. Аерозагадувањето, почитувани присутни, во најголем дел од случаите е антропоген процес, настанат како последица на човековите активности во животната средина, кои имаат негативен ефект врз атмосферата преку испуштање на штетни гасови. Атмосферскиот воздух е смес од гасови, во чии состав легуваат постојани гасови, како азот, кислород, озон, аргон и јаглерон диоксид, и примеси или додатоци, вода, прашина, суспендирани цврсти честички, органски состојки и слично. Разликата помеѓу постојаните гасови и примесите е во тоа што постојаните гасови се секогаш константни во своите меѓусебни односи, додека примесите се променливи. Тоа значи дека примесите се оние кои го иницираат процесот на аерозагадување. Основната поетовна точка на аерозагадувањето е изворот на загадување. Без извор на загадување нема загадување. Постојат различни извори на загадување, кои во зависност од начинот на настанувањето се поделени во две групи: природни и антропогени извори на загадување. Природните извори на загадување настануваат независно од желбата на човекот, односно настануваат како последица на природните појави и процеси и можат да имат космичко, тоа е космичката прашина, или земјено потекло, пустинска прашина, вулканска пепел и така натаму. Додека антропогеното загадување настанува како резултат на човековите активности во индустријските, густо населените и сообраќајно прометните области. Неговото влијание врз животната средина е многу штетно, а при неповолни метеоролошки услови може да резултира со катастрофални последици.
Во извори на антропогени загадувачи се зборуваат ложиштата на куќите, становите и работните простории, автомобилскиот сообраќај, индустријата, термоелектраните, спалување на отпад и слично. Во зависност од изворите на загадување, штетните честички во себе може да содржат траги од олово, никел, железо, цинк, бакар и калциум карбонати. Овие честички се опасни по здравјето на човекот и лесно може да бидат вдишени. Годишната гранична вредност на цврсти честички со големина од 10 микрометри изнесува 40 микрограми на метар кубен. Оксидите на јагарот се често присутни во воздухот. Преку дишењето, живите организми ослободуваат јагаров диоксид во атмосферата. Ослободениот јагаров диоксид е храна за растенијата кои го користат при процесот на фотосинтеза. Јагаров моноксидот е далеку поштетен по здравјето на човекот. Тој е безбоен, отровен газ кој нема мирис ниту вкус. Проценето е дека дури 80% од јагаровиот моноксид присутен во атмосферата потекнува од природни извори, додека останатите 20% потекнуваат од нецелосно согорување на горивата во чиј состав легува јагарот, тоа е нафтата и дрвата. Сега болести од загаден воздух. Аерозагадувањето е втора водечка причина за смрт од незаразни болести, предизвикувајќи исхемична срцева болест, мозочен удар, хронична обструкција, обструктивна белодробна болест, инфекции на долните дишни патишта и рак на белите дробови. Новите студии исто така го поврзуваат загадувањето на воздухот со зголемен ризик од диабетес, астма и деменција, афектирајќи го мозокот во развој на фетусот и децата, дава потенцијални доживотни ефекти, психолошки проблеми во подослежните фази од животот, вклучувајќи симптоми на дефицит на внимание и хиперактивност. Загадувањето на воздухот доведува до огромно здравствено оттоварување на индивидуата и општеството, што се рефлектира во зголемен број на денови за боледување, посети на лекар, користење на лекови, болнички приеми, придонесува за огромни здравствени трошоци и така натаму. Загадувањето на воздухот влијае на сите, но има особено штетен ефект на ранливите групи како што се постарите лица и пациентите со хронични болести, децата, бремените жени и луѓето кои живеат во средина со социоекономски предизвици. Република Македонија на прво место во Европа со 255 смртни случаи на 100.000 жители. И ова бројка е застрашувачка и треба да се загрижиме сите овде. 255 смртни случаи на 100.000 жители од аерозагадување. Како што видовме досега, почитувани другари и другарки, аерозагадувањето е претежно антропоген процес, што значи виновник за него е човечковиот фактор. Другари и другарки веќе идеолошка. И ние ме молам председателот да ми паѓате во збор. Мене ќе ми изклучите од тоа другарите. Што значи виновник за него е човековиот фактор и ние, никој од нас не може и не смее да се исклучи себе си од директна и индиректна одговорност за тоа. Нашата директна одговорност за аерозагадувањето е што тоа ние правиме како поединци, колку ние допринесуваме за зголемени вредности на штетните честички и гасови во воздухот. Индиректната наша одговорност е дали ние се признаеме, дали овој процес на аерозагадување, колку и сега моментално да не е опасен кај нас во Гевгелија, е процес кој е веќе почнат и во иднина се повеќе и повеќе ќе се зголемува и ќе достигнува повисоко ниво и не само овде, тука на секаде. Како представници на народот овде во Советот на општина Гевгелија сме избрани да носиме мерки и проекти кои сега и во иднина ќе спречат понатамошно загадување на воздухот, кои ќе превенираат несакани здравствени последици од него. А што можеме ние да направиме? Што можат нашите институции да направат, колеги? Јас предлагам најпрво да формираме комисија во која ќе бидат вклучени сите релевантни фактори, кои ќе изготват една долгорочна стратегија, план или програма, која ќе содржи идентификација, контролни механизми на аерозагадувањето, мерки за спречување и алармирање, предлог проекти и мерки кои ќе треба да ги реализира локалната самоуправа во следниот период, како например постепено преминување на чиста зелена енергија за затоплување во јавните институции и во домаќинствата, урбанистички планови и градежни парцели со поголеми зелени површини и високи дрвја, мораториум за изградба на нови згради во централното градско подрачје, зачестени контроли на сите потенцијални загадувачи од страна соодветните инспектори
и затварање на капацитетите и високи казни за загадувачите, контроли на диви депонии и на неформалните собирачи на отпад, а во соработки со централната власт, преземање на соодветни мерки за обнова на возниот парк на автомобили со Евро 5 или Евро 6 стандарди и друго. И на крај да завршам, само со сериозен и заеднички пристап на сите кон проблемот на денешницата, аерозагадувањето можеме да придонесеме и да им гарантираме чиста и безбедна иднина на нашите деца и здрава животна средина. Благодарам. Благодаря и вам, колега Петров. Ќе морам кратко со реченица две да ви се обратам. Значи, исцрпно ми беше излагањето, нема да се произнесам дали во кој степен се согласувам со истиот, само една кратка забелешка. Не сме на партиски состанок, а другари и другарки е идеолошка категорија. Не сите се идентификуваат со истата. Што значи... Председателе, можеш да ми кажеш по кој член закон деловни статути забајано ја да се обраќам како сакам? Согласно моето убедување, еве кон мене, не би сакал да ми се обраќате со... Исто како сега некој вам да ви се обраќа како припадник на некоја ситна буржуазија. Ќе ве молам за белешката да ја почитувате за воиднина. Ви благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Сега не видов... да, Чевулева беше пред вас. Благодарам председателя, почитувани председателя, почитувани съветници. Јас сакам да упатам прашање до предходниот колега. Значи, имавте дека 255 жертви на 100.000 жители. Дали таа бројка ја имате стрикно за Гевгелија како град или воопшто за цела Македонија од аерозагадување? Благодарам на прашањето. Дали ќе излезете да одговорите или... Добре, толку. Сега е Ристов. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани представнички, почитувани присутни, јас во контекст на точката која што е сега на дневен ред ќе бидам краток, нема да бидам долг, бидејќи не бев присутен на комисиите во средата од објективни причини. Таму се изјасниле, има размислување дека оваа информација е... А и тоа за пауза да го сочувате, колега Петров, колешки Чеболева. Имаме дискутантни говорници. Благодарам, председателя. Значи, било искажено дека информацијата е задоволителна или добра. Јас сметам дека не е така. Може би текстот како текст е привлечен, меѓутоа информацијата во наставот е стриктно насочена кон тоа што како ние како советничка група баравме од надлежните служби при општина Гевгелија да изготват информација за амбиенталниот воздух во општина Гевгелија. Може би треба да се користат одредени податоци како основа, меѓутоа не целата да биде така. Бидејќи за Гевгелија се зборува само една и пол реченица. Како и да е, јас предходниот дискутант го изслушав, сметам дека не беше на темата, може би беше за некој предавање. Согласувам со целата дискусија, ама на друга тема. Меѓутоа не на оваа. Во делот на самата информација ќе кажам следното. Барам да представничката ми каже, бидејќи е составен дел на информацијата, дека се направени 23 вонредни ненајавени инспекцијски надзори, читам документот, и дека при тоа има утврдено одредени неправилности кои сите не се однесуваат на воздух. Тоа е тоа што ние го барахме, да не кажете што сте утврдиле и каде. И какви мерки сте презели во тој контекст. Значи, целта на нашето барање беше тоа и велите веќе се донесени соодветни акти согласно законската регулатива. Меѓутоа што е тоа? Значи, на нашата интенција беше таа, дали одреден загадувач кој што сте го месеците, сте го утврдили,
сте му дали одредено опомена. Да преземе вакви и такви не знам какви мерки, за да ги отстрани недостаток. Значи, таа беше интенцията на ова на точката, иако беше поднесена до Советот на општина Гевгелија, до председателот, во време кога во Гевгелија, сега согласно некои мерења, дали некои ги признава и не ги признава, меѓутоа гледано дека во државата во Македонија, во сите други градови ги признаваат тие мерења, сега за војна вистината, и иако во самата информација се вели дека по интернетот во денешно време е само изворна информација. Да, меѓутоа дел од колешките рекува дека со податоци од нашето министерство. Значи, затоа ние сакавме да ја актуализираме оваа проблематика не од политички, од партиски, не знам каква провиненција, туку напротив од здравствени гледна. Исто така во делот на третата страна напоменувате дека се извршени контроли на евентуални загадувачи на воздухот и ги набројувате кои. Говорете, меѓутоа прашањето ми е што е воочено и што е констатирано. Значи, еве, ако сте биле во механичарска работилница, дали се затоплуваат на углј, кој што е забранено, преговорено. Значи, конкретно што е воочено, вие сте набрали што прилика сте направиле, меѓутоа што е восстановено, што сте презрени. А дека воздухот во Гевгелија сега, кој што нашата мерна станица го мери, е таков да на ранг листата во светот беше, поготово јануар месец, доста високо. Јас доста движам во Гевгелија кон текот на ноќта, тоа беше ужас. И затоа имавме интенција да поттикнеме дискусија во соодветното време. Може би сега веќе кога нема да има загревање, може би у други причини, може ќе го немаме тој проблем, меѓутоа тогаш го има. И затоа не беше поднесено тогашното барење. И би сакал да, еве ако сега не можете во овој дел да кажете по-конкретно нешто, барем да ја дополните оваа информација со ова што го имате вие укажено во на втората страна последниот пасос и првиот дел од третата страна, за да биде по-конкретна и да биде појасно, можеби, она што сте го слушали да не биде потапливо. Благодарам. Благодарам за дискусијата. Друг некој за збор? Митров. Благодарам, председател. Информацијата, како што ја гледам, е целисходна, концизна и со детално објаснување на сите аспекти што се однесуваат на менталниот воздух во општина Гевгелија. Ќе бидам краток, нема многу да зборувам. Направени се инспекцијски надзори, изготвен акционен план од страна на владата и прегеска колешката Гомерџиева излезе со некои податоци и јас исто така побарав некои информации и направив една споредба. Споредба на 3 месеци оваа година, односно декември 24, јануари 25 и февруари, и податоци од декември 2020, јануари 21 и февруари 21. Сега јас ќе кажам некои бројки. Значи во декември 24 сме имале денови со зголемена концентрација на PM10 честици, биле 4 дена, во декември 20 биле 14 дена. Во јануари 25 15, во јануари 21 13, февруари 20
9, февруари 21, 14. Многу слична ситуација, многу слични. Значи и тогаш имало загадување. Сега што ме поентите. Алармантната прагот на алармирање е 150 милиграми на метар кубен. Таква ситуација не сме имале во Гевгелија, односно не сме достигнале ни 100 по овие податоци. Затоа апелирам да не се ставаат граѓаните во заблуда, да не се врши манипулација и паника кај граѓаните на Гевгелија. Гевгелија важи за средина со здрав амбиентален воздух. Да се кажува дека Гевгелија е меѓу најзагадените градови во светот е дури и смешна работа. Благодарам. Благодарам, колега Митров. Друг за збор? Доколку нема, ќе се повелите. Атанас, вие? Се извинам, вашите ќе биде по втор пат. Ќе почекате да заврши кругот од сите говорници, потоа. Почитуван председавач, почитуван представник на општинската администрација, почитувани колеги. Денешната информација за амбиенталниот воздух во Гевгелија, многу малку во неја е напишано за Гевгелија и пред да почнам со мојата дискусија, сакам по представникот да поставам едно прашање да ми даде одговор, па за да продолжам со дискусијата. Што конкретно има превземено општина Гевгелија за амбиенталниот воздух во општина Гевгелија во овој период, во ова сезона, моментално сега не, конкретно да ми дадете одговор за да продолжим со дискусијата. Значи, водејќи се по акцијскиот план на владата на Република Македонија, направени се од страна на општинскиот инспектор за животна средина воредни инспекцијски надзори, значи ненајавени надзори, кај правните субјекти кои поседуваат Б интегрирана еколошка дозвола, потоа во конзервните индустрии, значи во автомеханичарски работилници, во авторимарски работилници, во пекари, утврдени се неправилности, како што е напишано во самата информација, не сите се однесуваат на загадувањето. Значи, исто кај правни субјекти кои поседуваат елаборати и се направени контрола, е задолжен за контрола на емисии во воздух од стационарните извори на време. И донесени се соодветни акти, значи донесени, направени записник, направено е соодветно решение за неправилноста и направени се контролни записници. Благодарам. Значи, загадувањето на воздухот во последните неколку години е еден од најгорчливите проблеми како во цела држава, така и во Гевгелија. Особично симптоматично е како Гевгелија од еден од најчистите градови во државата последните неколку недели успева да стане рекордер во светот за земајќи го климатот по загаденост. Многумина ќе речат дека тоа не е загаденост на амбиенталниот воздух 24 часа, туку само неколку минути според податоците од мерните станици. Меѓутоа, дури и таа една минута да сме на прво место во светот остават длабоки последици во здравјето на сограѓаните. Суспендираните честички PM10, азотниот диоксид и озонот генерално се признаени како трите загадувачки супстанции кои најмногу влијаат во здравјето на луѓето. Долготрајната изложеност на овие загадувачи сериозно влијае на здравјето на човекот и може да предизвика многу заболувања како нарушување на респираторниот систем, срцеви болести, како и предвремена смрт. Ситуацијата е најсериозна во поголемите урбани средини, но за жал и Гевгелија не е поштедена од истото. Може да се забележи, ако се споредат податоците, прво земајќи во предвид од Министерството за животна средина, како и на друзите релевантни мерни станици што ги има, дека Гевгелија во вечерните часови, после 18 часот, тоа најизразено е после меѓу 22 и 24 часот, дека тогаш Гевгелија представува еден од позагадените градови во Републиката.
Во ова крајно сериозна ситуација мора сите заеднички со сите можни ресурси подитно да преземе активности за подобрување на воздухот со започнување на имплементацијата на сите мерки кои се дефинирани во националните и во локалните планови за подобрување на квалитетот на воздухот. Различните извори на загадувачи на воздухот мора да детектираме конкретно за Гевгелија. Дали се тоа фосилните горива по производството на електричната енергија, дали е тоа транспортот, дали се домаќинствата, дали се дивите ѓубришта и депониите. Надворешното загадување на воздухот е главна причина за смрт и заболување од многу болести, како на глобално ниво, така и на локално ниво. Затоа треба да имаме заеднички пристап кон заштитата на здравјето на нашите најмлади, хроничните болни и стари изнемощени лица. И затоа решението мора да биде ефикасно, а резултатот да биде за доброто на сите. Како може сите ние да помогнеме во подобрување на квалитетот на воздухот? Според Министерството за животна средина и просторно планирање, ние граѓаните можеме да го подобриме квалитетот на воздухот доколку се избегнува горење на биомаса и јагне за затоплување на домовите. Да се зголеми енергетската ефикасност со вклучување на соодветна топлинска изолација на домовите со користење на енергетски ефикасни уреди. Да се ограничи користењето на приватните возила, да се користи јавен превоз, пешачење и користење на велосипед. И најважно од се, да не се горе никаков отпаден материјал во ложишта или на отворено. На овој начин ќе се обезбеди здрава животна средина, помалку заболување и смртни исходи кои произлегуваат од отровните честички кои циркулираат низ загадениот воздух. Значи, да напомнеме, веќе не се работи за политика, туку се работи за здравјето на нашите сограѓани. Гевгелија како град што ги поседува сите благодети од природата, особено циркулацијата на воздухот во вид на ветер кој е карактеристичен за поврдарието, може многу да допринесе за расчистување на амбиенталниот воздух кој последните месеци според висината на PM10 частичките не носи на врвот на најзагадени градови. И сепак, за жал, локалната власт и покрај тоа што ги има сите резултати од мерењата и алатки, за да се спречи ваквата ситуација, останува нема и не презема мерки за никакви активности за спречување на оваа ситуација. Затоа апелирам сите заедно да се избориме и да најдеме решение на овој проблем од кој зависиме сите. Нашите поколенија мора да растат во здрава животна средина, а на нашите предци им го должиме тоа, особено на оние кои се остаја хронични болни. Благодарам. Николова, се извинам, Хаджи Николова, се јавувате за реплика? Повелете. Гледам колегата Атанасов прашува што се превзема и какви мерки се превземаат. Од информацијата се гледа дека е изготвен и акционен план и дека се превземаат и други мерки. Еве, ќе прашам што сегашната опозиција, а тогашна власт во 2021 и 2020 како власт и на општински и на државно ниво имат превземено и дали имат превземено и дали се правени некакви инспекцијски надзори тогаш и дали се превземени мерки. Благодарам. Атанасов, ќе искористите приликата да контрреплика. Колегата Митров не каже конкретно до кој го упати прашањето за 2020 и 2021 за да добие одговор. Ние сме сега во Гевгелија, денеска 14 март 2025 година. Ние зборуваме сега за моменталната состојба што е. Ова точка беше пред еден месец поднесена, тогаш беше во јануар, на крајот и во средината на февруари имавме критични денови кои може да се видат од извештајот и затоа не треба и ова ситуација со амбиенталниот воздух да пробувате паушално да давате и да ја разводнувате ситуацијата и да се враќате 5 години наназад. Денеска, 14 март 2025 година, збориме за амбиенталниот воздух за овој период. Зборуваме за изминатите недели. Да беше ставено во февруар, ќе видевте каков е воздухот.
но сега од идната недела кога ќе паднат температурите од вторник, дојдете во Гевгелија во попладневните часови после 18 часа за да видите каков е воздухот. И затоа ќе ве замолам со такви инсинуации, со такви прашања за 2020 и 2021 година, сега во 2025 да барате одговор, мислам дека не е во ред. Благодарам. Кажи Никола. Почитувам председатели, општинска администрација и колеги. Во врска со информацијата за амбиенталниот воздух, кажавме многу сите. Сите знаеме за тоа, сите сакаме чист воздух. Знаеме дека Гевгелија е чист град во многу параметри. Ама исто знаеме дека во Гевгелија се грееме со претежно на дрво. И точно во тие денови кога се осеќа тој воздух загаден, највише се трошат дрвата. А може би и некои други средства за греење, тоа не знаеме како. А дали се има некаде отпад да се гори, тоа исто не знаеме. Инспекторот да проверува тоа. И да резимираме, за да не се прави забуна и паника кај населението, треба да се земат во обзир податоци од релевантни институции, а не според инсинуации, што значи вешто клеветање и неточно обвинување. И навистина е патодномонишно, зашто секогаш кога е ВМРО на власт и коалицијата, се актуализира загадениот амбиентален воздух. Така беше сега и пред 10 години, кога во Скопје шетаа со маски, 2015 и така почна и шарената револуција што ние растори државата. Дали некој проверувал какви деривати се увезувале во државата, со какви канцерогени материи? Дали некогаш некој тоа го проверил? И да не заташкуваме големи афери со нашиот амбиентален воздух. Гевгелија не е чиста и сигурно ќе се преземе нешто. А дали ќе можат сите да купат инвертери, дали ќе можат сите да стават парно грење, тоа е пак друго прашање. Значи треба субвенции, голема програма е тоа. Благодарам за дискусијата. Тоа е реплика. Колега Ристо за реплика. Благодарам председателе. Кратка реплика на колешката. Кога и да излезе, сега малко ќе се навратам назад, кога излезе на говорница, се зборува не нешто што се случува надвор од оваа сала и надвор од точката на дневниот ред. Конкретно големи афери, како рековте, набавка на гориво. Да ви парафразирам, може би не рековте така. Мислам дека точката на дневниот ред нити е афери, нити набавка на не знам што. Напротив, конкретна е. Јас дадох конкретни прашања до представникот да ми даде одговор за двата пасуса. Уште немам точното што е преземено. Конкретно. Значи во контекст на точка да зборуваме. Никој не апострофира кој кога бил на власт или кој што направил. Еве за волја на вистината, баш заради аерозагадувањето од 2020 година, ве молам, тогашниот градоначалник и тогашното мнозинство, бидејќи се почна да се покачува аерозагадувањето, се направи напор да се инсталира мерната станица. Значи не да се крие, тук не од место. Мислам дека целта на инсталирањето на таа мерна станица таму е баш за да се установат овие работи. Значи 2020. Значи никој ниту сакал да крие, ниту сакал да, мислам и представникот е дел од вработените во администрација, тогашно знае. Значи поставено со цел да се знае што се случува, а не да се крие. А и е поставена 2020 година. И затоа, за да се имат вакви показатели, да ние како општина преземаме мерки. Значи ние не бараме, не обвинуваме ако бараме, напротив, бараме што е преземено за да се подобри, а не да обвинуваме еден лице. Апсолутно не е точно. Контра. Реплика, Ковалевич. Контрреплика, друг избор немате? Во материјалите пишува од која година е мерната станица и на кој начин е добиена.
од која програма и тоа е убаво, останало нешто. Од секој треба да од секоја Колега општинска Ристо, сега, ама сега вие не од Сега и ти место. збориш од место. Па знам како. А ми враќате имена, јас знам како изгледа. Нека остане од секоја општинска администрација нешто. Ама тука да работиме и да не е само игра на зборови, да се точни информациите, да се точни. И убаво знаеме дека ако повеќе од 2 последователни денови имаме такви податоци, тогаш се рачуна за аерозагадување. Ево Гевгелија изгледа скока тие денови. 2 има, неколку нема. И затоа не може да кажеме дека Гевгелија е многу загаден град. Загаден е. Ама толку многу алармантно не е. Благодарам. Дискусија или? Дискусија. А јас ќе дојдам на ред. Се шал. Поверите. Благодарам председателе, почитувани советници, почитуван представник на администрацијата. Уште на почетокот сакам да кажам дека премногу политичка конотација дадовме на еден проблем, што на вистина не треба политичка конотација. Воздухот е ист за сите, без разлика на која политичка промененција ние припаѓаме. Затоа многу излеговме од точката да даваме кој во кое време барал извештај за амбиенталниот воздух. На секој му е дозволено, дали во опозиција или опозиција, да даде во секое време. Дали во 14-15 години, многу се враќаме. Јас се сваќам представничката со доста недоследности, недостатоци има во самиот извештај, но мислам дека ова е прв извештај и толеранцијата мора да биде малку поголема од наша страна, а сите овие забелешки сметам дека не се во ситуација како критика, туку напротив, желба да можеме како извештај да се даде подобри и подобри мерки да бидат преземени. Затоа уште еднаш ќе кажам, доста веќе политичка конотација на амбиенталниот воздух. Благодарам. Благодарам и вам. Се извинам, реплика? Ако е реплика, да. Поверите. Благодарам, председателе. Почитуван колега, кажете дека ова нема политичка конотација, но да, има политичка конотација, бидејќи ова е политичко прашање. Бидејќи секогаш кога знаеме дека на опозицијата ја одговара воздухот да не биде загаден, а на опозицијата секогаш протестира против позицијата кога е воздухот загаден. И се минувале до сега СДСМ, ВМРО се протестира еден од друг, значи ова е класично политичко прашање и класично идеолошко прашање, бидејќи знаеме дека најголемите загадувачи каде од капиталистичката класа на власт. Видовме овие, не сакам да навлегувам сега надвор од темата, видовме овие денови што се случуваше и кои се лапсени. И тие се соработници на највисоките структури од политичката власт во Македонија. Така да ова е политичко прашање. Благодарам. Благодарам, колега. Контрреплика од колегата Апостолов. Благодарам председателе, благодарам на репликата. Само ќе одговорам дека вашето предавање, буквално предавање, да бев јас председател, ќе ви го одземам зборот. Вие ништо не зборувате за амбиенталниот воздух во Гевгелија. Информацијата за Гевгелија не е за предавање, ваше политичко предавање. Вашето беше класично политичко предавање. Сега, ве молам, јас ве слушам. Контрареплика. Ама контрареплика ти што го збориш. Колега Петров Бир, од место не. Треба да ја заокружи мислата, контррепликата се приближува кон крај и ќе биде заокружена. Го кажа тоа што и јас го кажав како забелешка во почетокот. Се заокружува колега Апостолов, да ја заокружите мислата и тоа било тоа. Да, ви благодарам многу. Само вака напишени одговори од озгоре, подобро да ги дискутирате, него да ги прочитате. Благодарам. Сега, без разлика дали има уште некој за збор, ќе се јавам јас да ја вратиме точката на темата. Барам јас не зборам политика никош.
Почитувани колеги, на почетокот би сакал тоа што го кажав и на седниците на комисијата, да го изразам моето задоволство од квалитетот на доставената информација. Истата е обемна, е концизна, е добро средена и она што е најважно од се, изобилува со информации од институции релевантни за темата која што денес е точка на дневен ред, што значи дека е стручно подкрепена и јас од тука и официјално ги опатувам сите честитки кои ми подготвуваше. Оваа информација е толку добра и јас ценам дека истата може да послужи како пример на добра практика и за останатите кои што се повикуваат туку во Советот, да ни се да ни презентираат информација од некој друг делокруг, од некои други дејности и активности. Што се однесува до самата точка, морам да признам дека во првиот момент кога го видов доставеното барање, во мене се пробуди една известна доза на вознемиреност. Поради основната теза во тоа барање, Гевгелија е меѓу најзагадените градови во светот. Што се однесува до амбиенталниот воздух, тоа е конкретната тема. Според, како што тврди, сега нема да го користам терминот предлагачот, еве колегите од СДСМ, тој термин ќе го користам понатаму, според како што се тврди официјалните мерења. Јас истовремено, после таа првична вознемиреност, изразив и одредена доза, неодредена, голема доза и на скепса и на резерва. Едно поради драматиката која што ја содржаше барањето, сега тоа е преточено во информација, Гевгелија меѓу најзагадените во светот. Тука живеам цел живот и добро ги знам природните перформанси и предности на нашиот град, ќе кажам и Котлина, и од тука мојата, без проверка на информации дополнителни, мојата оценка дека многу е мала веројатноста ова тврдење да биде точно така како што беше пласирано. Но сепак, како одговорен човек, за да се расчистат сите дилеми, за да се информира пред се правилно јавноста, за да се исклучат сите елементи кои водат кон паника и манипулација, а ги има во барањето, информацијата за секој случај, подготвената од представничката, ја прочитав многу внимателно, меѓутоа некои работи и сам ги проверив. За почеток, го користав истиот извор на информации, што го користат колегите од СДСМ, и веќе беше и наведено дека е тоа IQR, еве го тој извор, отпечатан од интернет. И тука ја барав Гевгелија, во врвот на најзагадените градови во светот. И сега, отпечатано ми е на 2 март оваа година, на прво место е Джака, Бангладеш. Второ е Мумбај, Индија, Јангон, Мјанмар, Чонкинг, Кина, пети е Алмати, Казахстан. Во првите 5 ја нема ни во следните 5, ја нема ни во следните 50, листингот е заокружен до реден број 126, тука Гевгелија нема. Си велам, ова се милионски градови, може би Гевгелија затоа што има помалку од 1 милион жители, не можеле да ја приметат, па не ја ставиле на листата, користејќи го истиот извор на информации, ово истиот од интернет, направив една компарација Скопје Гевгелија. Велам, тука веќе мора да има некои податоци за споредба и тука најдов дека за истата дата, значи кога сум печатал 2.3.2025, стои дека во Скопје загаденоста 38, индекс 38, а Гевгелија 78. Покажува дека Гевгелија тој ден била 2 пати позагадена од Скопје и ако се земе предвид дека индекс од 0 до 50 се смета за чист воздух, според овој извештај произлегува заклучок дека Скопје е еколошка оаза. А ние сите знаеме дека тоа и не е баш така.
Извештајот, се уште сум на овој, од интернет, покажува дека Лјубљана, например, е позагадена и од Скопје, и од Гевгелија, поединечно земено. И јас тој релевантен извор на информации, како го прогласив конечно за нерелевантен, го затворив и со него толку. Или, да илустрирам, да биде најасно за сите, овој извештај е толку релевантен, што ако ве боли нешто, консултирате Google за да се доупропастите. Сериозен и одговорен човек оди на лекар. И тоа е веќе релевантен да одлучи што ви и како ви, што понатаму. Почитувани колеги, релевантен извор на информации е извештајот кој доаѓа од Министерството за животна средина, тоа е ова. Јас се потрудив да го добијам, јавно достапен е, секој може да го добие, само треба малку да се потрудите и да ги контактирате соодветните служби кои работат таму во рамките на Министерството на оваа проблематика. И оттаму добив извештај кој што ги содржи податоците земени од мерната станица во Гевгелија за период 9 октомври 2020 до 3 март 2025. Тоа е значи ден потоа од кога сум ги консултирал овие податоци од интернет. На 9 октомври 2020 измерена PM10, само за PM10 има, вредност 10,27. На 3 март измерени 29,84. Нема да ви ги читам сите, значи тука има 5 години по 365 дена. Можете да го проверите ова, да го добиете ова извештај и таму ќе најдете дека ретко има денови кои надминуваат 50. Еве ќе ви го оставам после. Извештајот, едно друго ми падна во очи. Морав пак да направам една паралела со интернетот. Го проверив денес, Сабајлева. Пред да дојдам тука, вели Гевгелија 79 индекс, Скопје 65. И денес Гевгелија позагадена од Скопје. А на 11.3, тоа го немам овде во листингот, меѓутоа се јавив на истата адреса во Министерството, доби податок за истиот период, 46 Гевгелија, 62 Скопје, ова веќе ми е логично. Да Скопје биде малку позагадена од Скопје, веќе тоа ми е логично. Извештајот содржи една празнина, ова е за ден по ден. Содржи една празнина, еве тука немаме податоци, ќе видите, за период од 8 октомври, значи отворено е, почнува со работа на 9 октомври 2020, е после од 8 октомври 2022 до 12 декември 2024 мерната станица не работи. Ајде да не прозвучи политички, доста ви беше. Мене ми е симптоматично во одреден период престанува, а пак во еден друг период профункционира, проработува. Коинциденција. Може би. Кога сум кај мерната станица, знам јас како е таа набавена, тоа е донација од Европската Унија, мојата слабост. Не можам да не ја спомнам и не можам да не ја поздравам таа активност, бидејќи ја потврда на мојата често повторувана теза дека локален развој, квалитет на живење, особено забрзан локален економски развој, најефикасно може да има само кога ставката во буџетот на општина Гевгелија, донација од странство, е различно од нула, а не фокусот да биде само на трошење на сопствените средства, теза застапувана од нашите политички противници, но тоа е тема за некоја друга прилика. Да си останеме на темата. Генерално, може се заклучи дека извештајот, вашиот, почитувана представничка, пред се е смирувачки. Што е подкрепено со извештајот од Министерството за животна средина, тоа ми е мене многу битно, или ќе потенцирам
Гевгелија не е загаден град, што се однесува до амбиенталниот воздух. Така стои во заклучокот од извештајот конечно, и јас со истиот се согласувам во целост. Вредностите во официјалниот документ, јас на официјалниот документ на мојата држава му верувам, се вртат околу 50. Спомнавте горна граница, ама не кажавте која е таа горна граница, колегата Митров кажа која е таа критична, ние сме многу далеку од 100, а 150 е недостижна вредност. Значи се вртат околу 50, ретко надминуваат 50, и од тука е заклучокот таков како што е, а јас ќе кажам и без мерење, и без консултации, и официјални и неофицијални извори, овој заклучок е логичен, ќе кажам од кои причини. Знаеме дека Гевгелија нема загадувачка индустрија. Гевгелија има скромен сообраќај. Неспоредлив е со тој во Скопје, а од извештајот читаме, некој инженер тоа го пресметал, дека сообраќајот учествува само со 4 до 5% во аерозагадувањето. Гевгелија користи исто гориво за затоплување на домовите од кога постои како град. Претежно тоа е огромно дрво. Тоа има и најголем удел во загадувањето, но денес ние сме сведоци дека со технолошкиот развој се повеќе современи домови затоплувањето го решаваат на други начини, со иновативни решенија, како што се клими, топлотни помпи и така натаму. Во овој контекст само една реченица околу миризмата. Миризмата не е загадување. Како прво, таа не е мерлива величина и е тема за некоја друга точка. Извори на непријатна миризма и така натаму, меѓутоа не смее да се доведе во контекст со аерозагадувањето. Тоа се две различни работи, да ги раздвоиме и да биде јасно. И последно, тоа некој го спомна, колегата Атанасов го спомна, се согласувам во целост, дека Гевгелија има природно струјање по долината на реката Вардар. Па така имаме и ветришта, кои народот одамна ги има препознаено како југ и вардарец. Кога доаѓа од југ, кога доаѓа од север. Во секој случај, останувам на содржината од извештајот, јас посебно го поздравувам и донесувањето на акцијскиот план од страна на владата, доставени до локалните самоуправи. Добро е што будно се следи состојбата секојдневно. Добро е што тој акцијски план нуди сет на мерки, кои што во даден момент на аларм, после аларм од Министерството за животна средина треба да се активираат. И добро е што сето тоа го имаме како превентива во засекла ситуација во даден момент. Тоа што досега локалната самоуправа нема активирано некоја од тие мерки е само една среќна околност за сите нас, затоа што Гевгелија не е аерозагаден град. Јас на крај ми беше предвидено да поставам прашање до колегите од СДСМ, еве нема да биде прашање до нив, ќе биде една општа препорака до сите, не е специјално до вас. По возрастните колеги, ќе завршам реченица 2. Сигурно се сеќаваат пред, можеби 4 децении, не греша многу, во печатените медиуми во тогашна Југославија, поинакви и немаше, печатени и телевизија, тоа беше се, беше пласирана една информација дека доматите од Гевгелија не се погодни за консумирање поради праскање со некои отровни препарати, мислам дека беше трел, без име ги молам. И знам дека во тоа време беше нанесена огромна штета на индивидуалните земјоделски производители, а во тоа време раноградинарството беше сериозна стопанска дејност и на државата и на поединците. Сите се сеќаваме, пред 10 години во Гевгелија се пласираше тезата за арсен во водата. Нус ефектите во таа теза свежени се, паниката која што се случи, купувањето флаширана вода која што, еве, тоа ми е и професија, флаширана во пластични амбалажи е многу поштетно од
било кој друг извор на вода што се користи за пиење, помине и тоа. Денес тука слушаме теза за Гевгелија меѓу најзагадените градови во светот. Што е следното? Јас ќе замолам. Добро е секоја иницијатива да се најде на седница на Совет, меѓутоа да бидеме малку повнимателни со вакви сензитивни теми, кои што може да доведат кон вознемирување на јавноста. Од две причини, затоа што мирот на граѓаните да се сочува е најважно се, и второ, помалку важно од првото, но сепак доволно важно, да се подсетиме дека неколку години назад Гевгелија е ставена на туристичката мапа на Македонија, а Гевгелија сега се наоѓа на прагот на уште една туристичка сезона. Гевгелија е чист град од секој аспект и тоа е вистинската промоција за нашиот град, која што треба во иднина да ја практикуваме. Ве благодарам. Почитувани колеги, друг некој за збор? Ова е за збор. Ќе биде многу долга. Благодарам, председател, јас втор пат за збор. Немав намера да дискутирам, меѓутоа вие рековте од говорница да не зборуваме политички. Ова е ваш, ако не е политички говор, не знам што е друго. Ништо друго освен гола политика. Пар екселанс. И мојата дискусија кога зборов од оваа говорница во контекст на точката беа прашани до представникот за два пасоса од неизвестната информација. Во делот на затоа што како иницијатива беше од нас поднесена, значи беше поднесена во контекст на времето кое што беше поднесена, значи не сега, и во времето кога што е тоа преземено, значи во самата информација не наше барање не беше артикулирано дека правиме вознемирување или не знам што во јавноста го ги. Напротив. Сакавме да продискутираме и да барем од оваа информација која што вие ја глорифицирате, јас не е таква, не одалеку. Сакав само двата пасоса представничката да ги објасни што конкретно направили и толку. Меѓутоа, вие оваа информација, ако таква информација даваат сите останати, имаме ситуација како што беше првата точка од дневниот ред со бројки. Не точка. И затоа Државниот завод за ревизија дава соодветни и нападци согласно тие документи. Во делот на самата точка, повторно ќе кажам, нити имав намера или имавме намера да вознемируваме, поготово не јавноста, напротив, туку да продискутираме овде што и каква е состојбата во Гевгелија и што можеме да направиме да биде подобро. А дали и каква е состојбата во Гевгелија, ние можеме овде 20-30 луѓе да се зборуваме меѓу нас, меѓутоа требаше да ги прашате луѓето во јануар, во февруар месец, кои што движат по улица. Нив да ги прашате. Они ќе ви кажат како е. Да не ви ги кажам местата во градот, кај што се гори текстил, пластика и гума. Од страна на наши граѓани. Да ги прашате нив, граѓани, кои што движат пешача. Не на работа. Тогаш ќе го добиете правиот одговор. Ние овде може би 20 луѓе ќе се надмудруваме. Целта не беше да се надмудруваме. Целта беше да продискутираме, за да како град, како општина преземеме мерки. Дали немам на намера да се навраќам во минатот, нити па имам некои не знам, лоши намери. Напротив, рековте дека сега ќе парафразирам директно до председател, дека не работела станицата од 2022 до 2024 година. Па зошто не ја поправивте? Убаво рековте дека е донесена во ред, кој е донел не е ни битно, да ја поправивте, ако не работа. Чешмата дома кога ќе ви се распе, ќе ја поправите? Да, од 1000 водата.
Сметка да ќе биде дуплирана или триплирана. Зошто не ја поправивме? Значи ми е дискусија председател, не ми е реплика. Реплика со дискусија. Затоа реков дека ќе дискутирам по втор пат, бидејќи репликата ќе им биде малку. Читате го деловникот, имам право на тоа. Во делот на председателя ве молам, имам право согласно деловникот да дискутирам. Повелете. Не 2 пати и 5 пати. Цело дека не се исцрпи дискусијата. Во делот на паника и не знам какви работи, немаме намера нити да дигаме паника, нити ништо. Меѓутоа, во самата информација, еве ќе гледам повторно да се држам до истата, пишува дека интернетот во денешно време е само извор на информација, а Министерството за животно, средно и просторно планирање е единствен и валиден извор на точни податоци за оваа проблематика. Пред малку од оваа говорница ни беа кажувани, односно спомнувани, податоци баш од интернет, за да се оваа информација оправда. Јас ќе кажам една на ден, само малку, 18 февруари, и се јас ќе спомнам некои градови во светот. Број 1 е Гевгелија, Македонија, 185, Јабланица, Киншаса, Бангар, Нью Делфи и да не зборуваме. Ево. И ние знаеме да оперираме. Меѓутоа не беше таа целта на точката. Беше целта во соодветното време да биде на седница на Совет, за да подискутираме, не во контекст на страх кон граѓаните, апсолутно не, или паника, ни случајно. Туку, што можеме како општина да преземеме и дали, еве оваа информација овде, овие правни лица кои што направиле одредени недостатоци, се преземени одредени мерки за тие да ги неутрализираат. Верувам дека ако во јануари, февруар месец прошетавте во општина Гевгелија, поготово во градот Гевгелија, после 18 часот, 19, 20, 21, а верувате, јас секој вечер го правам тоа. И видите дека не е така. Прашате ги граѓаните кои што движат. Секој од нас може да ги праша, соседите, кај што живеат. И затоа сметам дека избеговме надвор од тематиката. Податоците се јасни и гласни. Меѓутоа, ние требаше да збориме за суштината. Меѓутоа, за жал, што каже некој од колеги дека сепак ова е политичко прашање. Јас не сметав дека е така. Сакав да го зборам како проблем или како нешто што треба да го решаваме сите заедно без да спомнуваме политичка припадност. Секој со својата одговорност кој што ќе зборува. Меѓутоа, јас не. Напротив. Реплика?